Не знам дали има пропусти во случајот со починатиот пациент на клиниката за кардиохирургија. Се уште не сум го видел извештајот од ДСЗИ. Доколку има пропусти, одговорност ќе има, изјави министерот за здравство Арбен Таравари. На прашањето што доколку треба денеска да се направи ваква итна интервенција, Таравари конкретно не одговори каде и дали на кардиохирургија и каков е статусот во приватните болници на товар на фондот. Имаме 3 клиники во кои што се работат вакви операции, меѓу кои и државната и 2 приватни, така да дајте ми да го видам извештајот од ДСЗИ и одговорност секако ќе има доколку имало пропуст или грешка. ДСЗИ уште вчера по направената контрола го изготви извештајот, каде стои дека на клиниката за кардиохирургија имало недостаток на стентови за интервенција тевар, а салата каде се изведуваат такви интервенции е во градежен зафат заради поставување на компјутер. Такви стентови немало ниту на торакална хирургија, а во приватна болница им била побарана висока сума за тевар интервенција. Им била понудена опција лекување во странство, но семејството одбило, се вели во извештајот на ДСЗИ. При ехо е утврдено и оштетување на срцев залисток, кое доведува до висок ризик доколку е извршена отворена хируршка интервенција во операционата сала која работела. Фамилијата одбила и обдукција, што дополнително ќе отежни докажување на одговорност во начинот на лекувањето. Првиот човек на судска медицина Станков објаснува дека обдукцијата е потребна во делот на истражна постапка, а исто така обдукцијата е важна и за фамилијата, со цел да се докаже одредено генетско заболување. Обдукциите се потребни во делот на статистика за причина за смртноста и какви здравствени политики треба да се креираат. Не може да се поврзат постапките на лекарите со смртниот исход. Односно, не знаеме дали смртниот исход настанал заради постапките на лекарите или заради нешто друго. Ако не можете да поврзате, вие тогаш не можете ни да барате одговорност. Обдукцијата е многу битна, многу битен елемент во здравството, во медицината. Со почнување на обдукциите се дознала и анатомијата, се дознала за болестите и медицината напреднала со огромна брзина. 57 годишниот Тони Ангеловски почина минатата недела поради сериозна компликација од торако-абдоменална аорта. Според сведоштвото на семејството, Ангеловски немал интервенција, бидејќи им било кажано дека до 15 мај во клиниката не можело да се направи таква интервенција. Од клиниката преку соопштение објаснија дека се е направено за пациентот, кој бил примен во тешка здравствена состојба.